Тие што кога било имаат помислено дека во државните органи и установи кои одредуваат судбината на граѓаните, седат мнозина со карактеристики на човечки суштества се во грешка. Тие се празни, дехуманизирани субјекти кои од нигде никаде, без никој да знае и да има увид, како некакви фантоми, решаваат за се што се случува во државата. Јас сум само Зоран, но како што си градоначалниците, луѓе, институциите какви одлуки ќе донесат, така и ќе постапува. Се разбира со истиот став настапува и човекот од спротивниот табор, кој меѓу другото признава дека се им е препуштено на институциите, ама дури откако двајца луѓе ќе се усогласат и ќе си пружат рака. Тогаш веќе и не постои институција што може да ја спречи цврстата волја за решение. Тоа беше закон за кој што разговаравме со Зоран Заев уште на тета-тет средба, нели? Тоа беше еден од оние закони кои што опозицијата беше обвинета од страна на власта дека го кочи. За никогаш повеќе да нема такви ситуации не се предлага нешто ново, туку мала апдейтирана преадаптација на инаку совршеното сценарио, врз основа на кое секој ќе си гледа само за своите интереси и само во сопствениот татар, без воопшто да се грижи што се случува надвор од него. СДСМ се занимава со СДСМ, ВМРО-ДПМН се занимава со ВМРО-ДПМН. До тогаш под влијание на таквата сугестија, Македонија за која нема кој да се занимава, ќе се бори со својата кадровска подпросечност и со констатираните аномалии на општеството од инфантилни пензионери, загрижени за несигурната иднина која врз нивните внуци ја продуцираат модерните времиња. Што е тоа дигитализација, знаете? Па компјутери, лаптопи, едно друго, не сме. Мислите дека тоа е штетно? Штетно е. Многу е штетно. Ми исто мислам, исто. Штетно, децата да му плаќаат родителите дома грејење и лаптопи да му купуваат. Со географија да се соедини, срам да му е. Тоа одбивање да се фати приклучок со светот води кон воведување традиционални методи на едукација, карактеристични за нација која е толку добро образована и критична кон се околу себе, што мора да се врати на своите корени, како библиска и како земја од која потекнува се, без оглед што тоа подразбира соединување на курикулумите по географија и по историја. Ние членовите на Патриотскиот институт Гоце Делчев при ВМРО-ДПМН од Кавадарци, на сите негатори на Македонија и македонците ја испрачаме следната порака. Во оваа света книга, во Библијата, е вистината за Македонија. Во оваа книга, по видувањата на апостол Павле, е запишано дека Македонија не е само географски поим, туку дека во Македонија живееле и живеат македонци пород и пород. И на крајот, само обединети може да им се спротиставиме на обидите, да бидеме совладани од негаторската и анационална технолошка револуција. Прво сакам да изразам благодарност до сите наши родители, сограѓани денеска што сме тука заедно против борбата на нашите деца. Значи, морам да потенцирам дека ова не е борба на партиски партии. Тука сме против законот за дигитализација кој ни го наметнуваат како закон. Јасно е дека светската цивилизација незапирливо ита кон пропаста. Ама ние сепак може барем да научиме да зборуваме, дури ако не умееме да читаме. Ако воопшто знаеме за што станува збор.